се думав дали да го повикам премиерот да присуствува, ама ако чита, ако е библофил, добро е. Се надевам дека се подготвува за она што ни се случува, дека чита за партитократијата, бидејќи ова што го гледам денеска е уште еден доказ дека нашата држава е партиска, моделот на владење тогаш се нарекува партитократија и ова воопшто не е денеска избор на заменици министри, туку е избор на партии. Партиите што треба да овозможат стабилно мнозинство, ама нешто се случува во трулава партитократска држава, па од пред една недела до денеска гледаме дека од 64 паднавме на 62, што зборува многу. Зошто мислам дека чита нешто од областа на политичкиот систем? Зошто веројатно многу брзо ќе свати дека ние имаме преголема влада, на вистина, што би рекол американскиот представник, треба борба со корупцијата и криминалот. Јас велам на вистина преголема влада во поглед на жителите и во поглед на гласачите. Ако имаме многу министри, замислете тогаш, се поставува прашањето чуму ни се заменици министри. Зошто си го поставувам прашањето? Не е реторичко, затоа што не само јас, туку ни нашите премиери понекогаш немаат прилика да ги видат замениците министри. Ова одговорно го тврдам, од прва рака, од вистински извор сум го чула, што значи дека тоа се парадни функции. Зошто парадни функции? Заради тоа што прво, замениците, како што знаете, немаат надлежност, освен ако не е во игра онаа чудна партитократска теза, која дури некогаш ја озаконуваме, за така наречените врзани подписи, замислете, на министер и на заменик министер, на директор и на заменик директор, непознат феномен, спротивно на владењето на правото. Затоа јас мислам дека еден сериозен министер кој ќе тргне во европски реформи, еден сериозен премиер, прво што треба да направи е да ја преполови владата, да го преполови бројот на замениците министри. Помнам некои заменици министри кои доаѓале на седници на комисии, за жал или за среќа, еден од нив беше сегашниот премиер. Морам да го кажам тоа. Кога се разговарало за буџет, еден од нив е и сегашниот заменик министер, господинот Филип, со кој што сме имале разговори, дебати, ама во другите комисии или седат и гледаат, не можат да го прочитаат тоа што треба да е предлог закон, или пак не се појавуваат. Мислам дека не треба да фрламе пари во ветар. Но што е овде чудно? Обично замениците министри си заминуваат од функцијата од следнава причина. На предлог на самиот министер, бидејќи не препознава некоја што може да го заменува во исклучителни ситуации. Понатаму, на предлог на премиерот, кога гледа дека човекот кој што треба да го заменува министерот апсолутно не е соодветен за тоа место. Трето, ако некој бидејќи му се досадило ништо да не прави, ќе реши да поднесе оставка, се разбира од болест и се разбира ако стори кривично дело. Овде такво нешто не чувме за разрешувањето, но не чувме и зошто овие луѓе што се предлагаат денеска за заменици министри се вистинското реформско решение. Јас не познавам многу од нив, не сакам ад хоминем да зборувам, меѓутоа ќе споменам нешто врз основа на CV-то.
Додека работев горе, слушав некои реплики, кои велеа дека треба да трагаме по интернет за да видиме кој е кој. Извинете, ама ние сме пратеници, постои модел на пишување на биографии, односно CV-ја, кога се конкурира или кога се предлага за министер или заменик министер, и навистина јас би сакала да тргнам од овој стандард кога ги оценувам кој е кој. Еве по неколку збора. Првиот кандидат, значи, господинот Тирон Јајага. Да, јас имам некој, кога би бил господинот овде, би го запрашала. Во неговото CV, да речеме, има една референца која е интересна, дека примил магистратура, односно магистрирал на University of Kent, познат универзитет во Британија, ама подолу кога одите, пишува дипломирање на повторно третата алинеја University of Kent Canterbury. Сега не можете да дипломирате од 2005 до 2007 година, бидејќи не траат 2 години за бачелор студиите на Кент, туку траат, можеби, магистерските студии. Она што е, значи тоа е за мене спорно. Исто така, она што е очигледно овде, интересна работа е што секој некогаш се вдомува во фамозното Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, ама овде пишува од 10.2009 до 1.2012 година. Извинете, ама во тоа време не постоеше Министерство за политички систем се уште, постоеше секретаријат за рамковен договор. Значи и ова ми е мене една интересна дилема, да во работното искуство има богати референци, главно врзани за Министерството за одбрана, но исто така и за мисијата воената база Бонстил во периодот, значи пред конфликтот 1999 и 2001 година како преведувач. Тоа можеби е нешто заедничко со господинот Артан Груби. Не можам да давам друга оценка, да гледам дека предавал англиски јазик во основното училиште Лирија, веројатно е овде чувме дека бил полиглот, да, овде значи, да, полиглот е добра карактеристика, но зборувам дека во наброените референци се зборува за комуникативно познавање, што е многу различно од највисокиот или од вториот степен, кој што е за англиски јазик. Значи, човекот е од Министерство за одбрана, предпоставувам дека ги знае работите тамо. Мојата дилема е дали некој кој навистина ги знае треба да се жртвува за 10 месеци или пак што можеме да очекуваме во овие 10 месеци, многу малку, во тоа сум убедена. Следната кандидатка е Викторија Аврамовска Мадич. Да, прво, дилема имам кога од судски совет некој оди во министерство. Тоа може да значи само дека се работи за партиска личност, за партиски профил. Понатаму, кај магистратурата, магистер по правосудство на нашиот факултет, тоа се вика магистер по право, факултет за правни науки, темата многу интересно, правна регулација на издавање акции, тоа би било во областа на, по мене, трговското право. Да, ангажман имала во испитната комисија за полагање на правосуден испит при Министерството за правда, многу ме интересира во кој профил и со какви референци. Кај колешката, иначе, да бидам искрена, се радувам што е жена кандидат. И должам извинување, најслучајно јас. Има збор Антонио Милошовски.